Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, се разбира 3 дена неделно, односно 3 вечери по ред, традиционално 5-та година или 6-та сезона поред. Се случуваат интересни работи, како и секојдневно и во земјата и во светот. Вечерва ќе коментираме повеќе теми, а со мене во студиото е господин од Битола, кој што сам по себе е многу интересна појава, ако смеам така да кажам. Мој пријател кој што зборува отворено, без многу кривење, задржување на мислите, интелектуалец, теолог, човек кој што ги познава одлично работите и на политичката сцена и на, условно ќе кажам, на религиската, човек кој што навистина има што да каже господинот Плуми Вилију. Добра вечер. Добра вечер. Вилију, да почнеме веднаш од ова што се случува најактуелно во делот на владата, конкретно ситуацијата околу Армен Таравари, кој денеска официјално престана да биде министер. Му беше констатирана оставката, заедно со оставките на уште 20 заменици министри. Јасно е дека господинот Фетај останува во владата, иако беше до неодамна прв човек практично на Таравари. Од 50 луѓе кои што се дел од гарнитурата која што Алијансата на албанците ја имаше во рамки на владата, од неколкумина до сега се повлекоа јавно. Блерим Рамадани се повеќе од национален координатор, 20 заменици министри, за другите уште се чека. Вреди објави дека 9 пратеници во моментов имаат во нивната пратеничка група, се очекува 10-тиот, односно се очекува некој од овие, не некој конкретно име има. 10-тиот веќе е готов. Да. Па чекаме да се формализира само на Салим Сулеймани веќе доаѓа. Да се покаже што точно ќе биде. Можеме ли да направиме една вака груба вивисекција, бидејќи многу сме зборувале на темата Таравари, зошто го направи ова, што го направи во ред, сега веќе после свадба тапани и генерали да изиграваме, нема потреба. Меѓутоа, што значи ова сега во овој момент на политичката сцена? Кој губи, кој добил? Па јас прво ќе кажам причината, така на еден символичен начин, што воопшто се случува во државата, па после ќе се навратам на конкретната тема. Прво, благодарам на поканата. Мене навистина ми е задоволство да разговараме заедно, па размислувањата да ги пренесеме и на нашите гледачи. Има една така поговорка која вели производувачите на оружје не сакаат мир. Производувачите на лекови не сакаат здрави луѓе. За жал е така. Верските заедници не сакаат верници. Криминалците не сакаат правна држава. И тука се сведува апсолутната состојба до скорашна во Република Македонија, затоа што никаде немавме светла точка и она што го прави и го направи господинот Таравари, мене повеќе ми личи на едноставно неуспевање да ги постигне личните аспирации и да го задоволи собственото его. Во еден момент Таравари гравитира во политиката подолго време, подолг период. Беше 3 месеци министер за здравство, па после градоначалник на Гостивар, па повторно сега министер за здравство. Сето тоа значи наведува на една ситуација, има две можности. Едната е дека не го задоволи собственото его или не ги постигна аспирациите, или некаде некој со вратата му ја фатил опашката и нема каде да мрда. Може би ова така не изгледа баш, не звучи најдобро, меѓутоа најверојатно е некаде под залог и сега тоа мора да го враќа. Во конкретниот случај, последната година, од кога на политичката сцена на Република Македонија имаме една нова политичка конфигурација на албанците, составена во политичката коалиција ВЛЕН, сега веќе најверојатно ќе биде една партија, имаме сосема различна реалност во државата. Покрај тоа што и
реформираното ВМРО, до некаде реформирано, затоа што ако се земи председател на ВМРО и председател на владата господин Христојан Мицковски, во висока функција е нов, значи во партијата, тогаш имаме состојба која што укажува на тоа дека државата се управува, се води или, да не речам се владее, затоа што владењето за мене е сосема нешто друго, се управува од сосема нови политички експоненти кои навистина сакаат и се трудат, се борат со се и се што да државата ја однесат на прав пат, односно онаму каде што припаѓа и каде што заслужува овај народ да биде. Затоа што враќањето во коалиција со ДУИ и играње на картата на Али Ахмети или да се биде слуга на Али Ахмети за неговите лични интереси, да се биде слуга на Зоран Заев или на не знам кој, тоа е веќе пропаст, убиствено и едноставно фатално за Република Македонија, а повеќе фатално за граѓаните на Република Македонија, затоа што ние, како граѓани, секој ден се соочуваме со секојдневните проблеми, односно секој ден водиме битка за преживување, значи ден за ден, а не да планираме. Да планираме. Нема стратешко планирање. Се бориме како со мечка, меѓутоа не со истата, секој ден со нова, одморена и многу посилна. Така да, јас велам дека, да не речам влен куртули од еден човек кој може би се замислуваше се и се што во влен, може би се замислуваше дека е неприкосновен и дека сите овие други не вредат. И треба да го слушаат, апсолутно. И треба да го слушаат апсолутно. И добро е тоа што секој треба да знае на крајот на краиштата каде му е местото и каде припаѓа. Интересно е, премиерот вчера, ако не се лажам, помалку иронично рече дека Таравари порано или подоцна ќе направи круг и ќе се обиде да се врати во владата. Ама, знаете, еден човек што... дали имате представа што значи рингишпил? Како не? Рингишпило стално се враќа на истото место. Така е, како деца смех се возеле, апсолутно. Така да, стално има точка каде што почнува и завршува пак на истото место. Добро, но и политичката логика има некоја своја... Ке сака да се врати, меѓутоа, тогаш, ако го прифатат и ако му овозможат да се врати, тогаш овие што ќе го прифатат се... Тие се кабает, а не... Апсолутно кабает и нема да заслужат не 1000, не 10.000, туку еден глас од никој во Република Македонија. Еден глас, не повеќе. Принципијално. Добро, сега тука се разбира во целата игра Али Ахмети, јасен е и вашиот став и генерално на интелектуалната, би рекол, елита кај албанците, дека времето на Али Ахмети е поминато, не затоа што е човекот стар, туку затоа што едноставно за 20 и кусур години не направи... Не, покажа она што можеше да покажи. И тоа е тоа. Се докажа дека едноставно тие солзи патриотски солзи дека ние се бориме за правата на албанците, дека се бориме за правата на сите граѓани во Република Македонија, дека ќе го подобруваме живото или не знам што, едноставно сето тоа падна во вода, затоа што на површина изби страшен криминал во неговите најблиски редови, односно во неговиот најблизок круг на луѓе. Јас не велам дека немало криминал во претходното ВМРО, дека немало криминал во СДС, дека немало криминал во ПДП. Значи, од првиот ден на осамоставување на Република Македонија, па се до ден денес, се уште не сме видели од новата влада, дај Боже да не видиме, дај Боже да не видиме, нема структура која нема, значи, огромен криминал. Може да замислите вие. Еве, сега ми текна еден пример. Се продава национално богатство, мермерен комбинат на Република Македонија, значи цела планина, и замислете, најверојатно плаќаат концесија 20.000 евра годишно. Национално богатство. Колку еден автомобил? Да. Национално богатство. Му го даваш на некој за некоја си провизија од не знам колку и после што ти ја гајле државата на мајчината нека си оди. Баш така. Значи имаме такви примери многу, затоа велам,
ова влада, начело со премиерот, господинот Христијан Мицковски, има многу работа. Има многу работа и затоа е многу паметно да се реши ова политичка игранка, јас би рекол сега во моментот, за да можат луѓето да работат она што треба да го работат, да не се занимаваат овај во влада, онај надвор, овај ваму, онај таму. Со интриги, со интереси. Да се занимаваат со конкретни работи, затоа што навистина државата ни е патос и мора да се накрени за да можат луѓето, верувате дека нема луѓе. Нема луѓе, а без луѓе ти можеш да имаш 10 пати поголема територија на Македонија, не ти Немаш вреди. држава, апсолутно. Не ти вреди. Ке влеземе сега во тој круцијален дел околу тоа што мора да се работи, само уште една работа, бидејќи Еди Рама победи на изборите во Албанија без проблем, ако сме реални. Али Ахмети веднаш побрза да му честита со писмо полно со поезија, морам да признам. Вели, Еди продолжи по патот кон интеграцијата, бидејќи му е потребно на регионот, имаш мене за тебе, да ти го отворам патот и да ти го чувам грбот. Му порачува Али Ахмети на Еди Рама. Еди Рама е една, морам да признам, и за мене многу интересна фигура, човек кој што знае, го бива. Тоа што е уметник, што е вака ексцентричен, што се шета со патики, што се клекне на колена пред господјата Мелони и така натаму, тоа е вака екстраваганција за публика. Меѓутоа дека знае нешто да работи сериозно, знае бидејќи е видливо дека Албанија оди напред. Ако гледаме ни става призма, тоа е единственото што вреди. Меѓутоа факт е дека влијанието на Албанија и на Косово врз албанците во Македонија е сосема сериозно и дека постои таа некоја задкулисна, па дури не толку задкулисна игра за борба на доминација меѓу Албин Курти и Еди Рама, кој ќе биде прв меѓу албанците и кој од нив ќе има посилно влијание во Македонија. Може и вакова грубо звучи, меѓутоа тоа е така. Во ред така е, меѓутоа сакам сосема нешто друго да кажам. Точно, знае Еди Рама, значи јас навистина може би човекот да го мразам или да не го сакам. Тоа не е важно, зборуваме за факти. Еди Рама од кога дојде во политичката сцена на Албанија 98 година, како градоначалник, како министер за култура, после градоначалник, тој се докажа дека човекот е мајстор на својот занает, дефинитивно. И она што го направи за Албанија и што го прави се уште е несватливо за многу луѓе кои се скептици, кои не знаат каде беше Албанија, така каде стигна. Особено до крајот, до распадот на комунизмот. Комунизмот 90-та година. Нешто... Трето, Еди Рама, значи, е единствен лидер во Европа кој во сопствената држава донесе 40 лидери европски. Значи 40 лидери, кој никој тоа не го има. Пред некој ден беше чисто за тие што не го има направено. Меѓутоа, што се однесува на поезијата, љубовните писма на Али Ахмет, добро, сега е модерно, нели, не смеш да му речиш дека не сме да го сака или... Така, љубовта е приватна работа, да се разбереме, да. Така да, или влијанието на Косово и влијанието на Албанија. Значи, Косово и Албанија никогаш нема да инсистираат овие лидери за да се мешат во внатрешните работи на Македонија, се додека некој од Македонија не ги покани, не им даде бланко можност да тие на некој начин се мешат. Зошто? Затоа што буквално од политичката немоќ и политичката неукост на претходната власт, односно устоличена во фигурата на Али Ахмети, затоа што се друго е нула, ако не е Али Ахмети. Сега, таа негова немоќ да се врати таму каде што сака да се врати, е причина да на Еди Рама му се дава некоја можност, што Еди Рама сепак е многу паметен човек и нема да си дозволи никакво директно мешање. Фактички да го навлечат. Да, нема шанси. Еди Рама нема да го дозволи тоа, затоа што Еди Рама има апсолутно политичко искуство, е страшно паметен човек, знае да балансира во Албанија. Видете, еден народ со 3 верски припадности. Така е, таму односно има и 4, значи муслимани, католици, православци и бекташи. А има и бекташи таму, да, затоа и бекташиската верска заедница таму е засебна верска заедница. И Еди Рама
Значи сите знае да ги балансира и на секој еден да му одговори. На муслиманот му вели јас сум муслиман, на католикот му вели јас сум католик, на православниот му вели јас сум православен. Вистински политичар, значи. Апсолутно. Така да, и тоа, значи, јас земајки го, имајки го предвид ова, значи, состојбите во Албанија, состојбите исто така во Србија, Вучич, земи го и Путин, без разлика, кој сака нека збора, како сака нека збора. Путин, односно Русија за време на Елцин и Русија за време на Нема споредба Путин. никако. Земја Турција пред Ердоган и за време на Ердоган. Значи сите овие луѓе успеале за нивните држави од единствена причина, затоа што успеа да добијат апсолутна власт и да владеат, односно да управуваат со своите држави повеќе од 3 мандати. Континуитет многу сериозен. Континуитетот е многу битен. Простор, да. Иако некој тука ќе стега нормално ќе застане, без разлика, нема демократија, авторитаризам. Демократијата, јас сум постојано велам дека демократијата е најлош систем на владење. Најлош. Ако сакаш лопови, ако сакаш криминалци, ако сакаш убици, ако сакаш се, дај им демократска власт и тогаш ќе имаш се. Значи се, само нема да имаш поштење, односно честните луѓе тогаш не можат да дојдат до израз и не можат да дојдат да го истакнат она што го имаат. Јас и на премиерот, така во неврзан разговор, прави што ќе правиш, значи секако паметно, коректно, морално, водија државата онака како што треба, меѓутоа, имај на ум дека ако сакаш државата да ја насочиш на вистински, на прав колосек, на здрава основа, планирај да најмалку имаш 3 мандати, еден за друг, непоследователни, и тоа цели мандати. ВМРО е интересна ситуација. Никогаш немала досега цел мандат. Никогаш докрај не истерала цел мандат. Нешто или предвремени избори имаше. А за разлика од тоа СДС и на сламка се држело. Значи за сламка. Не до крај, така е. Да, а меѓутоа мандатот го тера до крај. Така е. И кога немаш ти цел мандат, тогаш не можеш ни извештај да му даеш на бирачите, дека за 4 години направивме ова, стално ќе велиш, абе не оставија. Да, ниту пак да направиш некоја нова, ниту пак да направиш некоја нова програма. Така да се ова е, значи, во корист на оние што реков на почетокот, дека криминалците не сакаат правна држава. Јасно. И тоа го гледаме, впрочем, долги години крај нас. Сега околу ова што вие го зборувате, интересен е, морам да признам, начинот на кој што гледате на работите околу тој континуитет кој што е нужен. Меѓутоа, владата релативно брзо се одлучи на еден чекор кој што ги изненади сите, неспорно. Зборуваме за овој стратешки договор со Британија. Прво, веројатно ќе треба време да се утврди како успеале воопшто до тој стратешки договор со Британија, бидејќи Британија, да не се лажеме, една од топ 5 најсилни земји во светот. Ако земеме историски, таа е број 1, 1000 години империја. И сега е number 1, меѓутоа. Ајде да речеме, така е. Империја, едноставно, наједноставно ја објаснува терминот империја, која што навистина секаде во светот има своје влијание, своји интереси. И еве, направен е потек, ако не се лажам, во четврток треба конечно да се потпише договорот, кој што веќе владата го усвои денеска. Овој договор има, како што јас разбирам, 2 компоненти: стратешко партнерство со Британија, едниот е тој политички, другиот е економски. Околу економскиот многу се зборува и ќе се зборува со право, бидејќи треба да се земат можеби 6 милиарди евра, со кои што ќе се градат железници, не знам, ќе се прават клинички центри и што уште тамо ќе треба да се направи. Многу сериозна работа. Злобниците велат, опа, се задолживте 6 милиарди, и тоа е точно. 6 милиарди се 6 милиарди, но ќе се враќат. Но ми се чини малку помалку се придава значење, а не би требало на политичкиот и геостратешкиот дел од овој договор. Би сакал да го искоментираме со вас. Британија одлучила со една објективно неспоредливо помала, неспоредливо понемокна земја, неспоредливо во секоја смисла инфериорна во однос на Британија, да потпише договор за стратешко партнерство. Стратешко партнерство по дефиниција значи нешто сеопфатно, нешто многу големо, нешто што не е само договор од денес до утре. Не се тие 6 милиарди се. Овдека имате политичка инклинација, овдека имате геополитичка инклинација, овдека имате воена соработка, имате безбедносна соработка, имате цел милион работи во тој спектар кои што ќе треба да бидат заокружени и со кои што Британија, да се надеваме,
ако останеме во тој пакт со нив, ќе овозможи Македонија да биде многу побезбедно место. Јас тука ќе успеам да искористам една порака од пратеникот Мухамед. Сега дали е веродостојна или не, точно не можам да потврдам, меѓутоа пораката е многу добра. Пратеникот Мухамед велеше: за пријател имај го богатиот и моćниот, сиромавиот почитувај го и немој да го понижуваш. Значи тоа не се случува во моментот како држава. Зошто? Затоа што ние 30 години, значи, изгубивме со Грција, со Бугарија, со Косово, со Албанија, со не знам глупости кои навистина не оставија назад 30 години. Англија. Па еве денес имаш, значи, договор помеѓу Европска унија и Британија, токму така. И Британија. Значи, колкави одстапки прави Европската унија за да има пристап да лови риба во британското крајбрежје. Да, апсолутно. Така да, Британија не е земја за потценување и блазесимо на онај што има пријателски односи со Британија. Дали нам не се допаѓа нивната политика или не, или сето тоа е сосема друга работа. Има многу луѓе што враќаат историски Ние реминисценции. зборуваме за сегашноста и за иднината. Минатото е минато. Тоа не се враќа едноставно. Колку да ни бегаат децата во Англија, во Лондон, да живеат по шупи или не знам каде, поарно Англија да биде тука и да живеат нормално како нормални луѓе тука. Стратешкото партнерство со Англија е голем успех за Република Македонија и секако голем успех за оние кои успеа да доведат работата до потпишување на таков еден договор или таква една декларација или што ќе биде, не знам. Меѓутоа, на ова се вложило труд, се вложила и работа. Нели се нервираја дека зошто со Трамп, зошто ова, зошто она. Па тие се мокрите. Реално, значи, Трамп за 24 сати го смени целиот политички систем на светот за 24 сати. И сега ти си некоја, ајде да не употребам некој потежок збор, некој небитен во цела ова ситуација и му замеруваш на премиерот зашто воспоставил добри односи со најмокниот човек на светот. Тоа е факт. Значи, сега сите европски држави, без разлика, европски лидери, без разлика дека се тие во една унија, молат, буквално, значи, има работи кои не може да ги знае секој еден човек, молат да седнат 5 минути со Трамп. И да издесуваат нешто. И да издесуваат нешто, затоа што никој не седи со Трамп за лепи очи. Меѓутоа, Трамп оди кај арапите, зема милиарда, 1000 милиарди се најавени, страшни пари, да. Му даваат на поклон 400 милиони долари авион, да. Па, пазете, во арапскиот свет се доведува ситуација заради Трамп да девојки со пуштени коси, значи, тоа го видов, да. Прават некој танц или некој плес или некоја игра која потекнува од времето на паганизмот на арапите. Значи, само заради тоа да имат добри односи... Кога се во прашање интереси, може и тоа. Значи, тие прегазат врз се. Иако радикални се не генерално, им е битно, да. Радикализмот, значи, им останува само да врвот на јазикот, ништо повеќе. Во конкретниот живот немаат никаква врска ни со ислам, ни со радикализм, па за да не збораме за некаков си радикализам, што сега некни минатиот понеделник во МЦМС се потпиша некоја декларација на верските лидери, значи причам ти причу о шареном врапчу. Против екстремизмот, така беше. Каков екстремизам? За кој екстремизам, за каков екстремизам? Односно за некој да дава некоја глупава изјава? Па, ајде. Па тоа е, значи, Шакир Фетаху вели сега исламска заедница ги има под контрола сите џамии. Чекај бе, кој си ти да имаш нешто под контрола? КГБ, ЦИА, или ти има останат она од минатиот систем УДБА. Кога контрола се држеше, да. Кога се држеше под контрола, кого ти држиш под контрола и кого можеш да... И кој си едноставно да држиш? Ти си
лидер на една верска заедница, каде што луѓето треба да ги почитуваш. Припадниците на твојата верска заедница да ги почитуваш и да им овозможуваш што полесно и поубаво да го манифестираат, да ја манифестираат својата вера и да ги манифестираат своите верски чувства или верски ритуали, а не да ги држиш под контрола. Бидејќи сами одвеговте во оваа тема, несомнено ќе дојдевме до неа. Ајде да откриеме една тајна. Вчера, вие сте инаку поранешена муфтија, се извинувам во исламската заедница, во Битола така. Вчера добивте кривична пријава? Не кривична. Пријава во полиција. Пријава во полиција. Не уште кривична. Да внимава со термините. Затоа што нема услови за кривична. Добро, се извинувам за погрешниот термин. Пријава во полиција. Ние се слушнавме за емисијата и вие рековте ќе одам во полиција, не знаевте ни зошто. И беше малку опа сега господинот вели оди во полиција, ви реков дури можеби нема утре да дојдете во емисија, ќе ве остават во да спиете малку во самите се шегувавме. Меѓутоа добивте пријава и излезе дека таа пријава е токму од господинот кој што сега го спомнавте. Да. И то не е, ајде да бидеме реални. И повторно е заради работа што сте ја кажале во оваа емисија. Да, точно. Јас Па што толку направивте? Па 25 февруари овде кај вас на емисија, нели неколку дена пред Рамазан, добив податок, значи од свиркачи сега ново компоновано на начин, во плик од дома во дворо, податоци дека на сметката на ИВЗ на 10 февруари имало 3.200.000 евра и во текот од 3-4 дена се испумпани 3.100.000 евра. Јас само прашав каде се отидени тие пари. Добро, така беше. Зошто се отидени? Затоа што ако се повикуваме на уставот на исламска верска заедница, ајде да го оставиме Куран, што Куран треба да биде прво начало, значи прв устав. Но тоа е верска заедница, така е. Но ете граѓански устав кој почнува вели за секого од вас, значи аетски Куран, почнува со курански ает, за секого од вас ние направивме или одредивме закон и програм. Значи ова вели возвишениот Аллах во поглавието Маида 48. Значи кога закон и програм има за секој од вас, кој си ти да не го почитуваш тоа. Второ, член 8 од уставот на исламска верска заедница. Исламска верска заедница својата работа ги одвива врз принципите на правечност и на транспарентност. Добро. Што се плашиш? Или член 9, каде што вели дека секој припадник на исламската заедница има право да биде информиран за сите активности на институциите и органите на исламска верска заедница. Сега. Овде е затворен цитат. Издавање на деловна тајна. Каква деловна тајна? Што сега ќе го заменуваш груби со класифицирани документи, договори, значи ако си ти чист. Но јас претпоставувам дека издавање на деловна тајна може да направи човек кој што е внатре во... Значи, не, ова е верска заедница. Да. Тоа е вториот момент што не ми е јасен. Верска заедница како може да има деловни тајни? Како може да има деловни тајни? Еве вчера, например, за МИА, генералниот секретар на исламска заедница, дава изјава дека сега претход денове треба да патуваат за на хаџиите, дава изјава дека ова година на хаџ ќе патуваат 2020 верници, а аранжманот за еден човек е 6.700 евра. Односно, тој не го кажува тоталот, односно тоталниот износ, се работи за некаде околу 14 милиони евра инкасирани вкупно на сметката на исламска верска заедница, од кои никогаш не е дозволено да некој провери зошто се потрошиле тие пари. Само еднаш годишно ќе кажат за хотели толку, за транспорт авионски толку, за визи толку, за не знам што толку. Меѓутоа, кога ќе прашаш дали тие хотели навистина коштале толку, дали тие авион превозот коштал толку, дали визите коштале толку, тогаш значи никој не ти дава право на никого, не на верниците, него на таму вработените, никој не им овозможува да го проверат тоа, дали е тоа веројатно. Дали навистина чини толку пари?
Дали Вие навистина спомнувате 14 милиони евра. И- Ај само да ми објасните И за чудо, уште ова само, и за чудо, и на крајот, после враќањето од Хаџ, кога има евалуација на состојбите, како се поминало ова она, и сметките доаѓаат 0 за 0, значи како завршна сметка, 0 приходи, 0 Ништо не се случило таа година. Приходи толку, расходи толку и 0. Точно, таман. Значи останува се на 0. И во исламска заедница 14 милиони евра се многу пари. Апсолутно се многу, но мора само многу да ми пари. објасни бидејќи можеби некој ќе се најде збунет. Исламската заедница се води како организатор на Организатор, наџилак. Ова е да. многу важно, бидејќи Организатор. човек можеби некој мисли дека луѓето сам си оди во свој аранжман, си оди си. Сам не може наđe. да оди, значи визите ги добиваат преку исламската заедница, тоа ме исламската интересира. заедница го има ексклузивното право да организира Ексклузивно право. Ова е право да организира хаџ, значи сврлени се сите поранешни туристички агенции кои организираа хаџ по земјен пат, сега веќе е неможно да се оди по Се оди со земјен авион пат. строго. Значи се оди со авион заради војните во Палестина, во Јасно. Сирија, во не знам каде. Така да се оди строго со Тоа авион. значи ако вие сакате, вие сте били наџилак, така. Да. Сега да ви текне повторно да одите од X причини, ја ве сакате, вие морате преку исламска заедница. Да, морам, Нема начин да да, одите сам. морам преку исламска заедница, меѓутоа и морам да ја добијам волјата на главниот или шефот, одобри. затоа што, например, се манипулира со тоа дека уште во септември минатата година бројката од 2000 луѓе била пополнета. Значи нема место, место веќе. за апликација, меѓутоа месец дена, два месеци пред хаџ, абе знаеш, Драган се откажа, Плуми се откажа, овој се едно откажа, место. има едно место, ама ќе кошта дупло. 10, да, напамет збор, да не зборуваме, да. Ќе кошта дупло. Значи има такви Овде има простор за Значи има такви многу ситуации манипулации, да. каде што на пример ако веќе се повикува на транспарентност како што тоа го бара уставот на исламска заедница, ако се повикува на правичност како што тоа го бара уставот на исламска заедница, ако се повикува на правото дека секој припадник на исламот има право да бара да биде информиран, тогаш зошто се плаши за нешто што јас сум рекол дека од исламска заедница за 3 дена се испумпани толку милиони пари. евра. Еве, ке се оправдат дека се пратени во Саудиска Арабија за плаќање на хотели или не знам, што за и да е. визи или за не знам што. Каде се уште 11 милиони други? Каде се уште 11 милиони други? Дали сето тоа одело преку Ова се ми се чини легитимни прашања и Дали сето тоа одело преку платниот промет на Република Македонија или едноставно Добро, тамак се плаќа на тоа, апсолутно, да. Значи, сето ова зошто те нервира? Зошто, значи, употребуваш мерки удбашки, еве сега ќе речам удбашки, да ме заплашиш мене со полиција? Не, јас не се плашам од мојата Тоа ќе беше моето прашање, вие не сте човек што се плаши. Не се плашам од мојата полиција, затоа што јас сум сигурен и убеден дека полицијата постои за да ми ги заштити моите човекови права од било каков напад, било тоа вербален, било тоа физички или не знам како. Добри било сите размислуваат како вас, морам да признам. Значи тоа е, јас кога одам, значи кога ме вика мене полицајец, не се плашам, затоа што не се занимавам со дрога, Да, се било не се занимавам со никаков криминал, не се занимавам со продажба на бело роѓе, Имате не се- чисто досие и тоа е тоа. занимавам со продажба на оружје. Едноставно, јас сакам да мене, на мојата фамилија и на сите во Република Македонија, секој ден животот им биде малку подобар од вчерашниот. Честен е овој пристап. И затоа не се плашам од полицијата. Меѓутоа, ако тој веќе смета дека јас сум издал Деловна тајна. деловна тајна, бујрум, еве овде има место, не тој, сите околу него што се, јас сум спремен на дебата. Да, слободно, еве веднаш да кажам, ако сакаат, Спремен ќе сум на обезбедиме и такво дебата нешто. и тоа за темата тие нека си ја организираат уште сега темата. Мене кога ќе влеземе во студио нека ми ја кажат темата. Добро, фер. Еве, навистина останува Не, не, отворено. кога доколку ќе влеземе некој во сака студио од нека ми ја исламска кажат верска темата заедница, мене. Слободно. Значи со за задоволство се би во врска организирале со тоа. исламска заедница, за се во врска со исламска заедница. Многу сте, морам да признам, многу сте самоуверен, но добро, оваа пријава во ова време е малку индикативна, нели? Токму во периодот пред да започнат овие процеси за Аджилак и
пријава во полиција каде што сепак сте биле ставени во ситуација, не велам дека нешто ви направиле, не, тоа е разговор. Меѓутоа никој не сака да оди во полиција ако не мора. Тамо се оди по принцип за нешто кога имате проблем. Чувствувате поради тоа дека сте на некој начин под притисок или Не. Од луѓе, јас се познаваме ние многу добро, скоро 40 години. Од карактерот на такви типови, мене мува не ме лази, буквално. Јас сум човек кој си има одредена гордост и до ден денес на никој за ништо не му велам евала. Да, на глава ќе го носам едно мало дете ако е во право, од 6 години. Меѓутоа, некој да се одне... Единствено, ова значи е еден штик проба, затоа што јас сум организиран во една иницијатива за реформи во исламска верска заедница и во секој случај таа иницијатива за реформи во исламска заедница ќе ја направи ќе го постигне тој успех да направи реформи во исламска заедница со тоа што Шакир Фетаху ќе си оди дома и оние што го поддржуваат. Јас не велам дека сите во исламска заедница се нечестни или некоректни. Во исламска заедница има многу добри луѓе, а поготово во доменот на имамите, на оџите, на мудерисите, на хатибите, на професорите. Тоа се оние луѓе кои што преживуваат, за жал. Кои што преживуваат, кои се плашат заради да не ги избрка од работа, да не му направи ова или да не му направи. И сега луѓето од немај каде, а имаат семејства, имаат фамилии, да не останат на улица, премолчуваат и трпат, значи, тортури, било психолошки или материјално-економски. Што воопшто не е во исламска заедница има перфектни луѓе, значи има страшно добри луѓе. Меѓутоа, ете, за жал, таква една конфигурација направена да не можат да дојдат до израз. Може да замислите вие, 14 милиони евра, нема никаков извештај каде се трошат, како ќе се потрошат, а големиот број на имами и оџи во Скопје не земаат ниту 20.000 денари плата. Денари, да не се збуни некој, не евра, денари. Не земаат ниту 20.000 денари плата, плюс тоа на никој скоро не им се платени пензиско-инвалидските и здравствените придонеси. Не дај Боже да треба да одат на доктор. Тоа сакав да кажам. Или утре во пензија кога ќе треба да одат, тие а пензијата веќе има скроз минимална, затоа што и ако се пријавени како минималец или самостојни вршители на дејност, сега би имале пензија можеби 10-12 000 денари, а тие се носителите на верскиот живот. Како и секогаш и сегда. Тие се оние што ја имаат најголемата одговорност, не само за џамијата, туку и за фамилиите, и за државата, затоа што ако имаме здрава исламска верска заедница или здраво МПЦ, ќе имаме здрава држава. Ако имаме болни верски заедници, како исламска заедница, како МПЦ, верувајте дека и државата ќе биде болна, затоа што 90 и повеќе посто од граѓаните на Република Македонија се декларираат како верници. Точно, да. Или религиозни. Јас би рекол верници затоа што религија и вера е сосема различна. Да. Добро, ајде кога сме кај делот со Аджилак, од мене ми е тоа навистина интересно, еве и да откриеме околу тоа. Вие сте биле на Аджилак во Мека, што е, нели, едно од обврските на секој муслиман, да. Така пишува во Куранот. Една од обврските доколку има услови. Доколку има услови, се разбира. Сега веќе се оди со авион, на времето се одело по земјен пат, како што велите, што било претходно со камили, со коњи. Дури со камили, да. И секогаш ме интересирало, во Мека се собираат огромен број на верници, некогаш преку 2-3 милиони луѓе. И повеќе. Да, и повеќе. До неодамна имаше и немели сцени кај што се случуваа стампеда тамо, гинеа луѓе, сега велите сето тоа малку е поорганизирано, по ред. Меѓутоа фрапираше. Јас се сеќавам, сме известувале. Сепак многу зависи од организатор. Тоа. Многу зависи од организатор. Например, во Мека, да, на Арафат, тоа е ден пред Бајрам, пред Курбан Бајрам. Арафат е она брдо, планина. Брдото, планината, каде што после помилувањето или опростувањето на Адам и Ева од страна на возвишениот Аллах или Господ, Адам и Ева се сретнуваат тука.
на тоа брдо Арефат. Многу символично, апсолутно, многу. Има еден обелиск таму. И сите аџи се собираат тука на тој ден. Тоа е една символика. Сите се само со мажите со, како да речам, ихрам се вика тоа. Облека, наметки од дводелна облека, една за долниот дел, друга за бело. Значи, една порака дека пред возвишениот Бог, Господ, без разлика дали си богат или сиромат, дали си професор, доктор или си со купена диплома или со купена диплома, да. Или без диплома, дали си бел или црн или сите сме исти. Сите сте исти. Имаше една ситуација каде што еден објаснува некој црнец, не понижувачки, не се добро да така при не може да кажете афроамериканец бидејќи може не е Америка, добро. При Тавафо го удрил некого така и овај застанаме и човекот не знам од некое село од Турција, од не знам каде, прв пат гледа црн човек. Црн човек и го гледа вака интересно му. Шо е или не те бендисва бојата или бојаџијата? Да, интересно. Добро, и се оди тамо на Арафат, се разбира, потоа се оди нели на Арафат, значи се останува цел ден и после икинди намаз, односно после пладневниот намаз, тој на средна, се тргнува за Музделифе, за Мина, каде што се собираат камчината, па се фрлат камчината каде. И тука се правеше порано тоа стампедо. Луѓето претежно се во влечки, не знам како ги нарекуваат во Скопје овде, ние обитово велиме влечки. Доволно е да му се згазни оне пред тебе што е влечката, да падне тој и веќе се ствара стампедо. А тука имаш милиони луѓе кои што милиони луѓе се прегазуваат. Тоа сега го нема, но сепак сето тоа многу зависи од водичите што Исламска заедница на Република Македонија ретко кога мора да го кажам ова затоа што ретко кога за водичи ги пушта луѓето кои умеат, кои знаат, најмалку треба да го знае арапски јазик. Природно. 90% од сегашните водичи не го познаваат арапски јазик. Второ, наместо да го прати некој што работел во Исламска заедница и работи 20 или 30 години, некој оџа од некое село, од некој имам од некаде, кој навистина нема можност да собери 7.000 евра со 20.000 денари плата, а заслужува да оди, ти пушташ луѓе кои немаат никаков контакт со Исламска заедница. Се вработени. Тоа се што вработени луѓе, вработени на сосема други во сосема други институции, да, завршиле средно теолошко исламско, но никогаш не го работел тоа или некој предавач некаде и ги пушташ тие луѓе да бидат водичи, плюс да заработат, а своите кои ти го носат, значи верскиот живот на сопствениот грб, ги оставаш така понижени, ожалостени, па и омаловажени. Тука направивте една паралела пред да влеземе во емисијата со Турција, која што има фантастичен пристап во овој процес. Турција е засебна. Иако тие праќаат стотици илјади луѓе. Значи, во Турција стално има над 100.000 луѓе, меѓутоа, таму не може да отиде на хаџ кој сака, поготово по втор пат нема шанси. Но зборуваме за огромна маса на луѓе, 100.000 луѓе е страшно. По втор пат нема, не пари да имаш, што сакаш, по втор пат нема шанси. Таму се оди на здрепка, предходно, значи сите хаџи, кандидати за хаџ, се обучуваат, а овде ние водичите ги немаме. Се обучуваат кандидатите? Кандидатите се обучуваат. Како треба да се однесуваат? Со макета од ќаба, од ово, и како треба да се однесуваат, значи сите се обучуваат. И на Арефат, каде што Арефат е активен само еден ден, Турција има изградена болница со некаде 7-8 сали за операции или не знам што, значи за еден ден е таа болница во функција. Турција е страшно организирана во тој поглед. Значи за еден ден кога смее да се пристапи таму, тие имаат обезбедена болница. Се имаат обезбедена. Па мора да се признае дека значи се имаат, значи болница да има некаде 7-8 сали за операции. За интервенции какви да. За хируршки интервенции. Да не зборуваме за другите кабинети или лаборатории. Да не преувеличуваме Турција, вред. Не ја преувеличуваме. Потреба. Не велам дека ние треба да го направиме тоа, но во најмала рака можеме да обезбедиме нормални услови. Ние ниту можеме, ниту имаме потреба да го направиме. Но нормални услови. Меѓутоа треба да овозможиме нормални услови. Прво, верниците се лажат, им се вели хотелови е до Ќаба на километар 2, а ги носат на 7-8 километри. Цел ден им поминува по одење доаѓање. Така да, многу е битно тоа што во се
во се гледа и во хадж, кој е преди се верски обред, верска должност, значи дадена од самиот возвишен Аллах, значи Господ, ти да гледаш интерес во се. Што не би смело никако да се случи. Едноставно, не смеш ни да помислиш, а камоли да, затоа што и самата помисла те задолжува, затоа што во исламот, према Куран, сите дела се вреднуваат према намерата. Иннемел а'малу биннијат. Значи, секое дело се вреднува према намерата. Ти може да не украдиш, ама ако имаш намера да го украдиш, Драган, тебе тоа веќе ти се запишува така како завршена работа. Така е. Добро, сега ова ми е чисто ме фативте со одењето на аџилак, бидејќи навистина христијаните не го знаат тој дел, тие одат на аџилак, меѓутоа на друго место. Поразличен. Да. Цели 21 ден се оди. Па 21, 3, 22, 20, зависи од Тоа значи дека церемониите траат толку или ради гужвите, пошто 3 милиони луѓе слетуваат скоро на истиот аеродром. Пошто во Саудиска Арабија, во Джеда, значи има 3 аеродроми. Еден за кралската фамилија, еден цивилен и аеродромот за хадж. А така е направено. А кралската фамилија си има посебен. Добро, тоа е веќе. Тоа сега кралската фамилија. Кога не сме кралеви, што да правиме? Добро. И сите луѓе се на истиот аеродром, се настанува турканица, гужва. И тука трае, значи тоа, иако, например, нашите аџи традиционално и од Турција одат и во Медина, што не е обврзувачки, меѓутоа е препорака од Мухамед, во Медина најмалку треба да останат 8 дена. Таму веќе е многу релаксирано, таму треба да се искланјат 40 намазки вактови, ние велиме, намазки времења, значи 5 по 8 се 40, значи минимум, сега еден ден дур да се стигни, па наредниот ден да се враќа, 10 дена се таму, пред одењето во Мека, значи 3-4 дена пред одење Мека, па после Бајрам уште 3-4 дена се останува. Значи тука се сведува 20, може да биде 18, може да биде 15, може да биде само 5 само во Мека, затоа што обврска е само во Мека. Меѓутоа, кога веќе се оди, тогаш да се направат сите обврски или обреди што треба да се направат, што се препорачува. Морам да признам, имам видено фотографии само од наши луѓе кои што се отишле таму, меѓу нив и некои политичари. И секогаш тој дел ми е, да се разбереме, честно е, секој има право и вие велите и обврска. Апсолутно. Меѓутоа, гледате некогаш некои луѓе кои што така ќе се појават. Вака, да го расчистиме. Тоа е малку рекламаторски. Да го расчистиме. Јас можеби имав можност да одам 10 пати, 20 пати. Јас реков доволно ми е еднаш и повторно си ставам еден знак прашање дали тој хадж мене ми е прифатен од страната на Господ или не ми е на Аллах, затоа што јас не отидов со мои пари. Значи, јас не отидов со мои пари. Кога знае Господ, нека знаат сите. Добро, интересно признание, добро, да. Не отидов со мои пари, затоа имам еден знак на прашалник. Дали ја завршил таа обврска или не сум ја завршил таа обврска. Затоа што хаџот е обврска тогаш кога еден човек денес ке има 6700 евра за аранжмано, плюс 1000 евра што ќе му треба тамо за некое кафе, за некое чајче, значи некаде околу 9000 евра, да ја обезбеди фамилијата да му биде безбедна додека 3 недели најмалку, да. Е на хадж со сите потреби и да нема никаков долг. Затоа што ако има долг, прво е обврзан да го врати долгот. Така да кога ќе се исполнат тие услови, тогаш е обврзан да оди да го изврши и хаџот, односно да ја заврши таа последна верска обврска. Што воопшто не е наивно. Се работи за средства, објективно, за нашиот така народ, тоа е многу. А вака, како политичарите што си, или многу други што одат за гага, тоа е, јас би рекол да не прејудицирам, да не претерам, сигурно некој ќе ми се наути, меѓутоа ќе речам туристичко патување. Што нема врска со ова што на вистина се прави, велите ќе одат 2200 луѓе од Македонија, добро, нека им е 2020. 2020 се извинувам, поентата ми беше нека одат тие, не е битно на секој јас посакувам на секој што има можност да оди, би требало да оди. Апсолутно е обврска. Меѓутоа, мене ме боли тоа што
И тука се прави страшно голем криминал, а дали сум сигурен дека се прави криминал? Да, сигурен сум затоа што кријат, затоа што се плашат, затоа што ако кажеш нешто те пријавуваат во полиција, тога значи дека има нешто. Инаку, ако е се окей, мене, на Драган, на не знам кој, дојди бе, што те интересира, еве види, еве ги ферманите. Еве ги ферманите. Меѓутоа додека ти го пријавуваш Плум или било кој друг во полиција зошто кажал нешто, тогаш значи дека ти, пријателе, не си чист. Плуме Велију, благодарам за вечерашното гостување. Интересно како и секогаш, јас реков интелектуалец, теолог, човек со пријава. Човек со пријава. Верувам дека ќе имаме и повторно можност да разговараме во оваа емисија. Повторно ќе повторам, почитувани гледачи, доколку сметаат од исламската врска заедница, дека треба, дека е за нив корисно и прифатливо да разговараат на темиве директно со господинот Велију, апсолутно стоиме на располагање. Јас не прифаќам ваква изјава на ваква допис преписки некакви, туку зборуваме за дебата. Лично очи у очи. Така е, доколку сметаат дека има потреба, ние сме отворени, доколку не, исто правото си е нивно. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам на поканата, фала. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Морам да признам, интересно, сакам кога ќе чуе човек нови работи, кога ќе научи нешто ново. Во оваа емисија сметам дека и се издвојува токму по тоа, да не ме сватите погрешно, по фактот дека моите гости знаат да извадат работи кои што се нови, интересни и можат да бидат поучни често пати. Утре во 15 часот е репризато издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.